Добро вечер. Има ли придвижување или уште подлабоко разидување околу минималецот? Остануваат ли во клинч синдикатите и работодавачите пред состанокот во влада? Инфлацијата константна, околу 4%. Најавено поскапување на струја. Раст на цените во пресред на новогодишните празници, трошоците за живот повисоки од месец во месец. Работниците имаат аргументи за да бараат повисоки плати. Кои се аргументите на работодавачите? Продуктивност и рентабилност? Како би го амортизирале тоа во микрофирмите и занаетчиите? Дали студентите и пензионерите како сезонски работници и евентуално мигранти ќе го подобрат или ќе го нарушат пазарот на труд во Македонија? Како да го задржиме стручниот и квалификуван кадар? Може ли некако да се намали одливот на работници во пресред на следната сезона? Треба ли да се осмисли и приспособи образовниот процес кон барањата на пазарот на труд и реалниот сектор? Секако, што со колективните договори? Ова се само дел од темите на кои ќе разговарам со моите гости во студиото вечерва во Топ тема. Ангел Димитров, подпредседател на Организацијата на работодавачи на Македонија. Добро вечер. Добро вечер. Добро најдов. Благојар Алповски, председател на КСС, Конфедерација на слободни синдикати. Добро вечер. Добро вечер. И Слободан Трендафилов од Сојуз на синдикати на Македонија. Добро вечер. Добро вечер. Во пресред на 22 декември, кога е закажан Економско-социјалниот совет, во студиото се представници на тројца членови на советот, на три институции кои што се дел од советот. Една од точките ќе биде сигурно минималната плата, за тоа веќе говориме цела година, се извинувам, темата се провлекува со месеци и ќе отвориме со таа тема. Господине Димитров, отварам со вас. Ако фирмите не може да исплатат 500 евра минималец, дали тоа значи дека нивниот бизнес модел е застарен? Па сега може и така да се рече, но мислам дека подобро треба попрецизно ако се рече секторите кои не можат да ги пратат порастот на платата. И тоа не само на минимална плата, туку зборувам за вкупната плата, за просечната плата. А тоа значи дека оние сектори што имаат помала просечна плата од 30.000 денари, ќе треба сите работници да земаат минимална плата. А имаме во Македонија неколку такви сектори. Па баш поради тоа сега се сеќавам 2010-2011 кога преговаравме со тогашната влада за прв пат за донесување на законот за минимална плата, која беше 39,4% од просечната, за овие сектори најпогодените имаше време на прилагодување. Значи тоа не било случајно. Затоа што кога зборуваме за минимална плата, треба да зборуваме за најниско платените луѓе, со најниско образование, со најмали знаења и способности и за секторите кои ќе бидат погодени. Значи не треба воопшто минимална плата се врзува со богатите сектори со висока додадена вредност, бидејќи за нив тоа ништо не значи. Значи, да одговорам на вашето прашање, секторите кои имаат просечна плата испод 30.000 денари би претрпеле големи проблеми, најмногу ради тоа што ако сите работници земаат иста плата, не може да ја качат платата на подобрите работници, ќе дојде до демотивација на добрите работници, до падот на продуктивност. Така да наместо со порастот да ја зголемиме продуктивност во Македонија, ја намалуваме. Значи, евентуално 30.000 денари, ако се иземат секторите кои имаат испод 30.000 денари, или ако, као некои што предлагаат други, ако државата субвенционира делот при донесите на пораст на платите, но тоа видовме дека државата се изјасни дека не го прифаќа. Одиме со вас, господин Алповски. КСС е на став дека растот на минималната плата треба да следи формулата што е договорена со закон. Според вас, што е поопасно? Да имаме низок минималец или да имаме несистемско зголемување на платите, како што беше, например, со пензиите? Пред се, ајде ќе одговорам на вториот дел од прашањето, а тоа е дека несистемското зголемување или она непочитувањето целосно на законот за минимална плата е многу опасно, затоа што доаѓа до збивање на платите и настанува таа урамниловка која имавме пред 3-4 години. И што страшно ги демотивира и вработените. Не само во приватниот сектор, и во јавниот сектор. Дали треба да се покачи минималната плата? Да, треба да се покачи. Зашто да биде 500 евра минимална плата? Ние размислуваме за 700 евра минимална плата.
да седнеме со работодавачи, да видиме кои се тие сектори, нека биде 700 во оние сектори кај што се високо квалификувани работници, такви дејности, нека биде 700 евра, па да видиме секторски да го решиме тоа. Тука се работодавачите, тука сме ние, владата тука не ни е потребна во тој дел. Конвенцијата меѓународна за минимална плата го дозволува тоа. Значи не е нешто против конвенција и не е нешто ненормално. Добро. И еве ние го збориме тоа. И сме дале предлози и како да помогнеме на оние посиромашните работници, но и дека треба да го развиеме тој бипартитен социјален диалог и да разговараме. Еве тука е работодавач Ангел Димитров, кој што е долги години во економско-социјален совет. Јас не знам кога последен пат те седнале таму или сме седнале да разговараме за приватниот сектор и да склучуваме секторски колективни договори. Мислам дека тоа го заборавивме. Ние треба да се вратиме на таа формула која што порано беше многу популарна и даваше плод. И затоа немавме проблем колкава е минималната плата, а колкави се другите плати, затоа што платите се зголемуваа на тој начин. Сега во сите сектори, као на мука што имаше можност. Ако дојдеме дека 2017 година минималната плата во јавниот сектор, најмалата, беше за 25 до 30% поголема од минималната плата на национално ниво, а доаѓаме дека 2023-4 година минималната плата беше исто колку што беше и најмалата плата во јавниот сектор. Сега се чувствува на зголемување, затоа што и те направивме некакви договори, обезбедивме некакви спогодби, се покачуваат платите на сите вработени во јавниот сектор, се направи некаква дистинкција или разлика помеѓу минималната плата во јавниот сектор и минималната плата на национално ниво. И онаму кај што ние највеќе функционираме во јавниот сектор, веќе ние немаме освен дел неколку институции, неколку јавни предпријатија, ние немаме веќе минимална плата. Минималната плата во јавниот сектор е можеби за 3-3.500 денари поголема од минималната плата на национално ниво. И затоа, например, тие 500 евра не би играле никаква улога во јавниот сектор во моментот, ама треба да го задржиме целосно за имплементирање на законот. Значи, почитување на членот 8, кога се качува минималната, треба се согласи другите плати. Тоа е нашиот став. Што е поголем проблем, неко покачува и на минимална плата. Така е. И стигаме до вас. Господине Трамфилов, ССМ бара 500 евро минимална плата веднаш. И меѓу останатото и 6000 зголемување на сите плати понекогаш. Економски аргумент или политичка битка? Се додека не видиме политичар кој живее на минималец, и едва и врзува крај до крај на месецот, е економска битка, односно екзистенцијална, односно битка за достоинствен живот на работниците и тука мислам дека на сите треба да ни биде јасно. Меѓутоа, очигледно, како во различна држава да живееме. Минималната плата ја бараат работниците. И тие кажаа јасно и гласно дека 500 евра веќе е малку и дека согласно последната анкета која ја направивме, работниците очекуваат минималната плата да изнесува 600-700 евра. И тоа е барање на работниците кои ние како ССМ мораме да го испочитуваме и за тоа барање, доколку не се оствари по пат на социјален диалог, сме должни да протестираме и да штрајкуваме. Аргументите се разбира дека се на страната на работниците, а ние во изминатиот период научивме дека за да не слушнат треба да зборуваме со нивниот јазик. И клучно е тоа што од 2022 година, кога минималната плата се зголеми од 15 на 18.000 денари или за 2806 денари, бројот на компании кои се затвараат, односно една компанија ако се затвори, две нови се отвараат. Бројот на вработени од 2022 година до денес, до заклучно последните извештаи, е исто така зголемен, што ќе каже дека доколку некој работодавач не можел да го издржи притисокот, работниците се вработувале кај друг работодавач за далеку повисоки плати. И тука ќе подвлечам дека не видовме ниту на работодавач кој не може да исплаќа минималната плата да отиде кај друг работодавач да работи за минимална плата, исто како и функционерите. Податоците се земени и од Управата за јавни приходи и од Државниот завод за статистика и тие се точни бидејќи тие институции се единствените надлежни кои ги пресметуваат. Од друга страна, клучно е да се каже дека во Македонија според Управата за јавни приходи 73,3% живеат со плата под просечната плата, а од нив 30% живеат со плата под 30.000 денари. Што ќе каже дека 30% од вкупниот број на вработени во државата
и те како се засегнати од дополнителното зголемување на минималната плата за 6.000 денари или 500 евра или 600 евра или 700 евра минимална плата. И не е точно дека веројатно вработените во јавниот сектор само според колегата се презадоволни од нивните плати затоа што се повисоки за 10% или 20% од минималната плата, меѓутоа тие се далеку под 30.000 денари. И ефектот на зголемувањето на минималната плата и борбата која водиме ние за раст на минималната плата, значи раст на останатите плати. И не е точно тоа што го вели претседателот Ангел, дека имате денеска сектори каде што платата е под 30.000 денари и дека овие со 29.000 денари се многу продуктивни и задоволни. Имаат под 30.000 денари плата, затоа што некои има 24.400 плата или 25.000 денари. Не, подеднакво не се задоволни, затоа што платата им е ниска и едва и врзуваат крај со крај на крајот на месецот. Морам да кажам дека податоците со кои ние располагаме и за кои ве зборуваме изминативе неколку месеци за да не слушнат, ако сакаат, се навистина релевантни и навистина врз основа на тие податоци не може никој апсолутно да ги побие. Ако вие бизнисот го развивате и му креира еден работник нето добивка во висина од 5 до 10.000 евра на годишно ниво според еден медиум објавено врз основа на податоци од Народната банка, веројатно Народна банка не лаже за податоците. Се разбира дека има сектори и дејности кои не можат да ги направат овие добивки, односно 5 до 10.000 евра нето добивка по вработен, но затоа ние на работодавачите им подадовме рака и им кажавме дека ние ќе се бориме, како ССМ и ќе бараме, покрај зголемувањето на минималната плата, тие да добијат финансиски олеснувања, односно субвенции за делот на придонесите. Владата рече, договорете се, што ќе договорите, јас ќе прифатам. Нејасно е како работодачите не сакаат да се договорат со синдикатите, односно со работниците, да добијат финансиска поддршка од државата, за која владата рече дека ќе ја прифати ако се договориме. Ние владата кажа дека она не прифаќа. Меѓутоа договорете, така е, се што ќе договориме. Нејасно е зошто другите синдикати во изминатиот период молчаа по однос на прашањето за минималната плата и за незиниот раст. Значи, ако вие имате денеска во јавниот сектор вработен со 25.500, ако се зголеми минималната плата на 30 на 36.000 денари, неговата плата ќе се зголеми. Тој не е задоволен со 25.000 денари и 500 плата повисоко од минималната плата од 24.400 или 27 или 29.000 денари. И затоа 88% од испитаниците на анкетата која направивме, затоа што нас ни велеа дека само ние сметаме дека треба да се зголемат платите во Македонија и дека само ние бараме, дека работниците не бараат, дека работниците не сметат, а другите синдикати исто така не бараат, работодавачите не даваат. И од таа гледна точка спроведовме една анкета ние до 600 испитаници како репрезентативен примерок, од кои 88% кажаа дека очекуваат до крајот на годината се зголеми минималната плата, а следствено на тој останатите плати на најмалку 600 до 800 евра. И за тие 100 евра зошто 6.000 денари ги бараме, а тоа е затоа што согласно синдикалната минимална потрошувачка кошничка која пресметуваме ние за само една година, тука некаде е зголемен трошокот на едно 4-члено семејно домаќинство или што ќе кажем на секое семејство минимум 6.000 денари му манкаат секој месец за да може да си го возможи најнеопходните услови за живот. Одиме бидејќи бевте спомнати. Па не, јас сакам само да кажам околу бројките. Значи многу лесно се манипулира со бројки. Не може вие да кажете дека бројот на компании пораснал после порастот на минимална плата од 15 на 18.000 или од 18 да речеме на 20 и на 20.100, бидејќи тоа не е релевантно, бидејќи може да се отвора фирми и човек. Најрелевантен податок е бројот на работниците. И бројот на работниците согласно статистика покажува дека да речеме 23-та во однос на 18-та година, кој тој пораст во целата преработувачка индустрија е паднат за 7,1%. Значи биле 136.000 2018 паднале на 126.000. А да не зборувам за другите помалите гранки, од 31% па дури во кожарското до 54% е паднат бројот на работниците. Тоа се случува дури и сега. Втори месец 25-та во однос на втори 24-ти во индустријата е падна за 4,1%. Значи, постојано има пад на работниците, а синдикатот ни убедува дека не, многу ви е добро, бројот на фирми пораснал. Значи, тоа не е точно. Втората работа што Слободан на еден начин ја изврте, а тоа е дека владата рекла што ќе се договорите се да не плаќате придонеси, владата ќе го прифати. Владата стопати кажа дека не прифаќа, нема средства во буџетот за субвенции на придонеси. Затоа треба да видиме реални она што кажуваат.
Само ќе дополнам кратко, ќе ми дозволите. 22 година согласно статистика 692.034 вработени во државата. 20 кога се зголемила минималната плата од 15 на 18.000. 24-та зборувам за податоци од Државниот завод за статистика. За сите, јавниот сектор. Вкупно комплет. Зборувам за 24-та година согласно истите податоци 294.506 или зголемување на бројот на вработени. Вработените само одлучиле да не работат за ниски плати, тие сектори заминале во поплатени сектори или работодавачите и газдите ги избркале од државата на штета на државата. Треба да имате квалификација. А дополнително кога зборуваме за бројот на компании, Централен регистар и Управа за јавни приходи велат вака: 2022 година имало 7.062 ново основани компании, кога се зголеми минималната плата од 15 на 18.000 денари. Број на компании затворени председателя чисто, затворени 5.694 или 2000 повеќе. 23 имало 7.062 исто, 3.372 затворени, 24 година има 6.627 или 2.000 отворени и 2.891 затворени. Тоа значи дека бројот на вработени ви се зголемува, бројот на ново отворени компании ви се зголемува и вие имате изговори за зголемите плати. За 5 години изгубени. Како може за број работници зголемува? Ти го рачунаш зголемувањето во јавните предпријатија? Тие што живеат на терет на реалниот сектор. Па не е точен ни тој податок што Вака нашиот податоци кажуваат дека ние 2022 година според Државен завод за статистика изгубивме 100.000 работни места. И тоа е факт, и тоа може да се провери. Каде отидоа тие работници кога се намали невработеноста, а се намали и вработеноста? Тоа беше феномен, бевме ние тука, во цел свет бевме феномен. Значи, една работа за она што го кажува за синдикатите другите, не работат против ССМ. Него ССМ треба да си го стави прстот на глава што правеше и што минуваше и со кого го правеше тоа и како направи голема штета. Значи, до 2017 година, ќе ги извадиме податоците, има три работи кои што сакам да ги кажам. Значи, што не е вистина или не знаат да пресметаат, немаат прави економисти или кажат која е економската формула. До 2017 година минималната плата според старата формула 36,7 беше од бруто плата. 39,6 беше. 39,6, да. Од бруто платата. Секоја година се качуваше 8,5, 9, 9,5%. Стигна до 58%. Ете така, и стигна до тоа. Таа си беше супер формула. Ама некој пуст популизам сакаше тоа да си го преземе, она што ние како работници и работодавачи сме се договориле, и сакаше да го преземе, некој го аминуваш. И остај што го аминуваше, туку ние не видовме 5 години усогласување на платите во јавниот сектор. Се имаме секоја година усогласување на платите. Значи на сите плати. И ние имаме во следниве 4 години во сите сектори недека до 50% покачување на платите. Значи спогодби подпишани. Ние првите 5 години од тоа што се качи минималната плата популистички до 50-60% добивме нула другите плати, се изравнија платите и дојда под минималната плата. ССМ тогаш молчеше, го аминуваше тоа. Ние не се боревме тогаш и не протестиравме за да ги зголемиме платите, ние протестиравме да направиме притисок да седнеме да разговараме. И побаравме помош од нив тогаш. Ама верувајте, прв пат ќе го кажам јавно, на прва кривина не истумба. Излегоа да влезат и у штрајки, и у протести, да се договараат, не можело толку, има документирано е тоа, игра Орон изглада. Како беше таму? Ја покачија минималната плата, другите плати си останаа, луѓето незадоволни, паѓала продуктивност. За разлика од вас не сме дилери со работнички права. Втората работа, извини, биди парламентарен, не ти упадна в узбор. Втора работа, која што сакам да му објаснам на Словенан, постои формула за пресметка на плати, на просечна плата, на минимална плата, но и постои за средна плата, на медијална плата. Таа се пресметува вака и да му ги кажам, ова се европска формула и сите ја користат, изгледа отсуствувал на тие часови по синдикализам. Значи се зима дека е просечната плата, се одзима минималната плата, остатокот се дели на 2 и се добива средната плата. Во моментот е половината зимата испод, половината истото. Средната плата. Пошто е нашата минимална плата над 57 не може да биде помало од 57% од просечната плата, доаѓа дека 40% зимаат плата, значи во европски формули под под медијалната плата. Но кога ќе го поделиш медијалната и
и минималната плата, и кога ќе дојдеш на половина, значи на 30.000 денари, ќе искочи дека околу 20% взимаат до 30.000 денари. Ама минимална плата дека взимаат само 20-30.000. Знаете каде? И така не треба да взимаат 100.000. Значи не треба да кажуваме неистини, треба да кажеме вистината. Ако не знаат како да пресметат, нека прашат, ќе им кажеме. Не, знаете, еве, според формулите кога сме, господин Ралповски, значи, со оглед дека животниот стандард е под притисок. Тоа го кажуваат истите бројки, што ги гледаме, дека е под притисок. Дали она зголемување на платата по формулата постоечка е добро решение? Например, вие сте секогаш умерени, КСС секогаш умерен по тоа прашање, а некогаш умереноста се толкува како слабост, особено при преговори. Особено при преговори. Затоа ве прашувам, мислите дека формулата пак го покрива овој притисок што е во моментов? Или што ќе биде наредната година? Не знаеме што ќе биде наредната година, ама е малце има. Вака Огнен, треба една работа да расчистиме. Зборевме дека инфлацијата е 4% на годишно ниво. Така? Така. Сега. Ќе нас фали имплементација на законите. Оние институции што треба да ги третираат законите, тоа се инспекторатите, КЗК, нефер трговски практики и така натака. Гледаме дека сега почнува тоа веќе да функционира. Так. И што се случува? Значи, ајде да бидеме искрени, и вие го знаете тоа, дека од месец, од таму негде дека јули и август, од месец во месец инфлацијата паѓаше, беше 0,2, 0,3, 0,4. Споредено со месец, да. Така, месец со претходниот месец. Септември со август, за претходната. И сега ќе ви кажам зашто е за претходната. Имавме многу мерки што беа преземени. И кога имаш мерки се смрзнуваат цените, ама после се покачуваат и затоа е сега инфлацијата толкава. Истото ќе ни се случи и следната година. Имавме замрзнати цени во април, во мај. Во март и во април. Истото следната година ние ќе ја сетиме таа инфлација во споредбено со претходната година. Но кога ќе земе реално дека инфлацијата иде, вие ги знаете тие податоци. Август паѓа за 0,2. Се зголемува само 0,2. Имаше и некаде и суфлација, имаше некој месец, дали беше септември, октомври према септември. Имаше и суфлација. Значи, веќе кога почнува да функционираат институциите, кога да ги спроведуваат законите, се гледа дека таа почнува да се зауздува. Нас тоа ни треба како синдикат. Ние кажуваме секој, луѓе треба да ги почитуваме законите во државата. Нема да ние желби и популизам тука. Јас не кажувам дека ССМ правил популизам, но на влада што го правеше тој популизам, они го аменува. Никогаш не беа страна на работникот, секогаш беа против работникот. Ние кога баравме усогласување на платите, они беа глуви, играа ора, само минимално така чува, другите немаше како. Идеме со одговор, па прашање за господинот Димитров. Да завршиме со. Види очигледно на некој му е доволно, само на работниците не им е доволно. Добро. И некој ги убедува работниците како да е представник од државните институции дека добра е минималната плата. Ќутете, трете другари има и полошо. Полошо е КСС да ве застапува. Толку. Сега, кога зборуваме за плативе и податоците со кои оперираме, да, ние кога почитуваме законот, наредната година 26.000 денари ќе биде минималната плата. 26.000 денара, веројатно на некој му е 2026 година и вака добро му звучи 26.000 со 2026 година и си вика добро е. Ама ќути трај има и полошо. Сега, ама полошо е ова, нема полошо од ова. Да зборуваме дека популистички е тоа што работниците заедно со ССМ протестирале дека другиве се криеле и од 15.000 денара минимална плата се зголемила за 3,5 години на 24.400, што сепак не е доволно, или за близу 9.000 денари, не знам кој како гледа на работите. Да зборувате дека во јавниот сектор нема проблем со минималната плата и нема никој на минимална плата, дека во приватниот сектор има само одредени, дека во приватниот сектор има само одредени, има само одредени сектори, исто така е нереална состојба, затоа што податоците го покажуваат спротивното. Вие во моментот имате раст на просечната плата, и последен податок беше околу 9 нешто проценти. Во новиот буџет имате предвиден раст на сите плати во јавниот сектор, пошто не дотираат пари во приватниот сектор. Еве гледаме дека тоа е реалност, не сакаат да дадат 7%. Ако ги земете унапредувањата и вработувањата,
Тоа значи дека имате предвиден просечен раст на плати помеѓу 3,5 и 3%. И сега, ако гледате вие која е намерата во наредната година, од старт знаете врз основа на буџетот каков ќе биде и кој како гледа на растот на платите. Дури слушнав некоја информација дека во буџетот за следната година, веројатно тоа ќе биде запамтено како најдобрата работа во буџетот, има обезбедено пари за редовна исплата на плати, пензии и социјални трансфери. Зарем да бидеме како работници задоволни само со редовна исплата, да не се бориме повеќе, да не бараме повеќе, да не се трудиме повеќе и така натака. Сега Сојузот на синдикатите на Македонија изминатиот период покажа дека се бори за зголемување на платите, без оглед на тоа дали станува збор за минималната плата или на останатите плати. Преку гранските колективни договори, тоа го начнавте како тема на почетокот, сега правиме некоја анализа, обезбедена е покриеност преку колективното договарање за 314.000 работници во Македонија. Добро. И тоа е повеќе од 50% од вработените во државата, иако немаме 314.000 членови во ССМ. 70.000 имаме. Планирам за колективните подоцна и сметаме ние како ССМ сметаме ние како ССМ дека синдикат не смее да си дозволи да биде против работниците и против барањето за зголемување на платите. Стигаме. Јас морам да одговорам. Значи, не знам дали не сака да слушне или не може да разбере. Ние не сме против зголемување на платите и напротив, она што вие го прекјутувавте, ние го направивме за година и пол. Обезбедивме до 50% зголемување на плати и во здравство, и во образование. Еве вие бойкотиравте во вакво во администрација, па не можеа луѓето да си ги земат она покачување што беше договорено уште 7%. Па сега вие треба да им даете по 50 евра месечно што изгубиле тамо по 500-600 евра за една година. Ти колку портпарол на владата за нешто. Извини, сега јас не те прекинував. Тоа е една работа што треба да знаат луѓето дека ние не сме против. И ние сме за и уште поголема плата, онаму каде што можеме да се договориме со работодавач. Се сложуваме со Ангел, ама не знам вие дали не сте научиле она основната лекција од синдикалната организација. Среќа се сложувате и со владата и со работодавачите, само со работниците. Главното оружје каде што треба да се Јас морам да прашам. Веќе вие ја начнавте продуктивноста, ако ги следам вашите изјави и ги анализирав сите изјави што ги имате дадено. Добро, сега ЕСС 2 пати го имаше, но на оваа тема, вие секогаш кога станува збор за платата, ја поврзувате со продуктивноста. И ставот на орада е дека нема продуктивност. Ако нема продуктивност, тоест ставот е нема продуктивност. Еднаш немам слушнато, например, теза од тоа како ќе ја зголемиме продуктивноста, ние како орада, и за тоа ве прашувам, ОРМ, и за тоа ве прашувам, ако нема продуктивност, што правите вие за да ја зголемувате? Како ја зголемувате продуктивноста во фирмите што се членки на Организацијата на работодавачи? Значи, ние изготвивме едно истражување. Некои дигитализираат, некои обучуваат, некои идат на пазар. Каква е продуктивноста во Македонија? Ја споредивме со просекот во Европска унија, со земјите од околината, баш поради тоа. Да видиме што е проблемот и како да се подобри. Значи, ние сме свесни, за разлика од некои други, дека секој покачување на платите кој е надвор од растот на продуктивноста, предизвикува еден вид зачаран круг или магичен круг во кој платите и цените ќе се тркаат, а секојаш платите на крајот губат. Значи, секој пораст на минимална плата врз база само на просечната плата, без да земе во предвид продуктивноста како расте, ќе предизвикува нов пораст за идната година и тоа на крајот на краишта, бидејќи не е покриено со зголемување на продуктивноста, ќе значи зголемување на цените. И тоа е основата во економијата, не е тоа ништо ново. Сега што е основата за пораст на продуктивност? Значи, ние сме свесни дека продуктивноста не зависи само од брзината со која и работи работникот, мотивацијата на работникот. Ако ние му обезбедиме современа опрема, автомати, дигитализација и така натаму, тој не може со неговите 10 прсти да даде повеќе. Јас работам во трудоинтензивна дејност и знам со какви напори и мотивација не можете вие 1 до 2% да зголемите продуктивноста, освен со автоматизација, но и пак и тоа е ограничено, бидејќи автоматот не може да прави 100 пати повеќе од работникот, ќе прави 70-80% повеќе. Значи, автоматизацијата и зголемување на технолошката опременост на компаниите е една ствар, но не е само тоа. Значи, многу е битно структурата на стопанството.
Ние во Македонија се уште имаме таква структура со ниско додадена вредност, па дури оние што дојдоа во тир зоните, кои се мислеше дека ќе донесат нови технологија, дека ќе имаат кооперанти кои од кај нас ќе бидат, па ги стимулиравме 10 години не плаќаа придонеси, тие имаат исто многу едноставна дејност со едноставен мануелен труд, каде што гледаме дека и тие со порастот на платите веќе стана Македонија неинтересна за нив, па почнаа да си одат. Затоа што тој, ако мота каблови, тој не употребува високо технолошко знаење, не му требаат инженери за мотави каблови, му треба да знае што е црвена, зелена и плава жица. Значи, ако тоа не го направиме, а за тоа треба капитал, значи и треба знаење, треба зголемување значи треба и образованието, значи мора да имаме квалификуван кадар, видите што направија кинезите сега, колку квалификуван кадар и колку технолошки напредна, значи образование, добро владение, значи намалување на бирократските процедури, на непотребните чекања по шалтерите, времето за добивање на, да речеме, на една граднежна дозвола за градежништво е многу битно и така натаму, сето тоа влијае на продуктивноста. На крајот на краиштата, колку сме сите продуктивни као држава, показател е GDP по жито. Ако просекот во Европа е 33, ние имаме едва се доближуваме до 10.000 по глава на жител, како може ние да ги гледаме минималните и прошни плати во Европа кога сме најмалку 3,5 пати по непродуктивни? Значи сите учествуваме во стварањето на продуктивноста на ниво на држава и сите си имаме дел од одговорност за тоа. Огненец, само кратко и одиме на реклами, повелете. Ако ние од 2017 до 2022 кај што добивме нула, ги добивме оние проценти за усогласување на платите. И во јавниот сектор 170-180 илјади со јавни предпријатија, локална самоуправа и така натака, тоа е 40-50% пораст на платите во јавниот сектор. Тоа е 1/4, се малце под над 1/4 се вработените во јавниот сектор. Тоа значи дека просечната плата, ако некој тогаш го почитуваше законот, сега ќе ви кажеме зашто треба да се почитува и враќање назад нема сега после тоа, просечната плата ќе пораснеше најмалце 10% во Македонија, а минималната плата, ако е 57, сега ние веќе ќе имавме 500 евра минимална плата, а немаше вака да се бориме. Сега го абсолвираме веќе тоа прашање, затоа што изгубивме многу време. Идеме сега на реклама. Ама на некој изгледа уште не му е јасно зашто немаме 500 евра. Се враќаме назад во топ тема. Следува два блока прашања. Ке ве ограничам на по една минута, бидејќи малце ни избега времето во минималната плата. Ке почнеме вака со кругот. Од 1 јануари, бидејќи ни заминаа работоспособните, од 1 јануари работодавачите ке може да се потпираат и на студентите и на пензионерите. Почнува стапува на сила закон за ангажирање сезонски работници. Отварам со вас, Ралповски, дали вие како КСС се согласувате со сезонско ангажирање? Имавте ли некакви услови и според вас, кои се опасностите за редовните? Дали има и кои се опасностите за редовните работни места? Па според нас нема никаква опасност. Добро. Само е добро тоа што се стави у закон, затоа што и до сега работеа и студенти и пензионери. Само што беа во сива економија. Сега тоа ќе се закони, па ќе видиме колку може да се намали таа сива економија. Опасност од надворешни работници гледаме дека нема ке нас, дека е ова одскочна даска за негдека по Западна Европа, не на Балкан, не премевуваме. Затоа што и на Балкан е слично. Например, ако земеме за минималната плата, нашиот синдикат братски кажува, вика 500 евра е во Босна и Херцеговина, во Република Српска, ама не кажува дека има 500 евра за високо образование и 400 евра за средно образование и пониско. Не кажува дека у Бугарија е 550 бруто платата и така натака. Единствено нешто што сега е поголема платата е во Србија, а ќе биде во Албанија. Или не кажува дека во Косово е исто бруто плата се зима за минимална плата. Така да тука не постои опасност дека ние ќе имаме некој наплив од мигранти, дека ќе падне работната сила. Мислам дека ние треба да се насочиме кон она што го каже Ангел, образование, висока технологија и луѓето на тој начин да заработуваат повеќе пари и да останат тука во државата. Идеме со вас. Кој е ставот на ССМ
за овој закон, дали сметате дека може да има злоупотреби или кои би биле контролните механизми што ги предлагате? Се разбира дека можни се неправилности и злоупотреби. Ние бевме изненадени како и власта и опозицијата сложно го донесоа законот во собрание. И пратеници од власта и пратеници од опозицијата заеднички дури мислам дека го предложија и го изгласаа. Тоа беше иницијатива и решение на претходната влада на која се спротивставивме со тогашната опозиција и потоа кога станаа власт сложно го изгласаа законот онаков каков што е. Имам еден колега вели нема пензија, има само гроб по димензија. За жал во Македонија приказката која сакаат да ни ја продаат е таа. Многу ми е жал што тебе колегава кој бил председател во период кога не се зголемувале платите и вина бара во некој друг, значи тоа е одраз на способност или на неспособноста, но ако ние зборуваме дека ги избркавме квалификуваните работници заради ниските плати, потоа ги избркавме заради условите за живот во државата, образование, здравство, социјална политика и така натака. И денеска вие ако се подпирате на луѓето кои заслужиле пензија, само за државата повторно да плаќа пензии, сега ќе плаќа далеку повеќе од тоа што ние баравме за растот на сите плати на сите вработени за да ги задржиме во Македонија. Сега државата ќе плаќа пензии на тие луѓе, иако тие денеска имаа право по законот да го стават пензионирањето во мирување да се вработат кај работодавачите во приватниот и во јавниот сектор. Но државата сега ќе ги плаќа пензиите, работодавачот ќе плаќа мал износ на пензиите и ќе добие толку продуктивен работник колку што може да биде продуктивен еден работник на 65 години. А еден професор мислам дека викаше во операциона сала да не ве прави докторот на 75 години операција која ви е живото загрозувачка или да не ве вози возач над 67 години кој треба да полага неколку пати во неколку години и така тоа се случаи реални. Вие ако мислите дека ќе пополните само чуварски позиции во одредени компании или институции, тоа се многу мал број на вработени, а студенти, да бидам искрен, и младите денеска имаат избор и не работат за минимална плата, ниту пак ќе работат кај некој работодач како дополнителна работа, затоа што работат на дигитални платформи, работат за далеку поголеми примања од странски и за странски компании и размислуваат како да заминат од Македонија. И зошто? Затоа што имате синдикати кои се трудат да ве убедат дека ако минимална плата расте во регионот, и сега ако во Босна и Херцеговина имате 514 евра за минимална плата со ниско образование и 760 евра за високо образование, ама делот само за мигрантите, односно за работниците кои заминуваат од Македонија, работниците од Македонија заминуваат најчесто во Црна Гора, во Хрватска и во Словенија. И сега ние точно е дека нема да се споредуваме со Германија, но можеме да се споредуваме таму. Поставам следното прашање. Не, добре е што се освести зашто заминале доктори образование, дека не им се покачува платите, добро. Еден ден ќе се ја признаат грешката. Сега застануваме тука. Станете мене на минута. Значи, да, господин Димитров. Вработување на пензионери и на студенти. Затоа што зборевме и за продуктивност. Така, ама вработување на пензионери и студенти не е наша измишлјотина, значи тоа постои за цела Европа. Не, кој е додадената вредност? Кога во една Германија, да речеме, не може да најдете поручек или трета смена друг осем пензионер да работи на рецепција, зошто кај нас да не работи ако тој сака? Значи, ние прво и основно овде треба да сватиме дека работни однос е договорен однос. Мора двете страни да сакаат. Ти ми се свиѓаш као работник, гледам дека можеш да работиш, а јас ти свиѓам као работодавач затоа што ти нудам плата која си задоволен. Така да, дури јас сметам дека да и се ограничи на пензионерите да работат е и неуставно, затоа што правото на работа е уставно право. Да им се ограничи, сега, дали продуктивност нема да бидат сигурно продуктивни као младите луѓе. Но вие као работодавач се ставени пред ваша одлука, вие правите калкулации, не прави синдикатот калкулации дали јас ќе вработам пензионер или не. Ако јас сметам дека тој за наечија некој добар машинобравар или не знам што, или во хемиска индустрија, знае 3 пати повеќе од овие млади сега што ги земам, и дека ќе може да ги обучи нив и ќе имам интерес од него вработување, а тој па сака покрај пензијата да заработи уште некој денар за својата фамилија, зошто тоа да го забрануваме? Дури јас сум за тоа дека после ова почетокот на функционирање на овој нов закон да се видат добрите и евентуално лошите страни евентуално ако ги има и да после тоа размислуваме да се тоа да не биде ограничено на 120 или на 160 дена, туку да биде слободна волја, као што е во цела Европа.
Добро. Вие тоа не го решава проблемот за недостиг на кадар. Тоа е далеко од тоа. Но за некои работни места кои не се толку важни, бизнисот го истакнува тоа како клучен проблем. Ни фали стручен кадар. Дома, ама не го решава овој закон тоа. Да, продуктивност. Овој закон не го решава тоа. За тоа се решение прво дуалното образование во средното образование кое веќе почнува да дава резултати. Имаме се повеќе паралелки кои идат и на пракса во компаниите. Добро, да, и второ да добро, почнеме да и во на факултетите да се воведе задолжителна пракса со компаниите, така да додека студира студентот веќе да види што значи компанија и веќе можеби со работодавец се договарат после дипломирање да се вработи. Значи тоа функционира надвор, зашто ние од тоа правиме не знам што катастрофа, слободно што вели тие го сопреле. Тие реагираа само на една ствар. Првата верзија на законот беше да може у кеш да се исплаќа надоместокот и со право ние го поддржавме ССМ дека да биде само на текона сметка. Со тоа што се исплаќа на текона сметка се прави МПИ. Нема тука манипулации. Манипулации ако не го пријавиш работи на црно. Тука треба да преземеме многу мерки и една од мерките кои јас ја предлагам е да се намали кешот, плаќањето во кеш. Тоа е најдобар начин да ги фатиме и оние што работат на црно и оние што трошат многу повеќе него што покажуваат даночни приходи, бидејќи плаќаат се во кеш. И тоа ќе помогне ова што не може да го реши фактурата да се реши на тој начин. Само кратко, ако зборуваме за продуктивност и се подпираме на пензионерите, нема продуктивност и после пак имате изговор дека не се продуктивни луѓето. Ако зборуваме за кешот во оптек со кој се плаќаат работниците на црно, не го вадат работници, да го вадат работодавачите. И на крајот на криштата вината е кај работодавачите. Торбул Калами и се враќаме назад на завршно прашање. Се враќаме последно прашање со оглед дека мора да начнеме и оваа тема. Идеме прашање за тројцата, сите имате по 60 секунди. Дали некој во Македонија е искрено заинтересиран да се склучат грански колективни договори или треба да се оди на посебни колективни договори во секторите каде што е потребно? Ралповски, Трендафилов, Димитров, повелете. Значи, негде ќе има потреба и спецификата е таква од посебни колективни договори, негде е спецификата таква да можат да се склучат грански колективни договори. Ние веќе години и пол го збориме тоа дека треба и со работодавачите да почнеме на секторско ниво, наму кај што може да се склучат и тоа да се направи притисок врз минималната плата и мислам дека е тоа начинот како треба да порасне таа минимална плата. Да, со тие грански колективни договори сигурно ќе се обезбедат и уште поголеми права на работниците, но тоа би било во заедна договор со работодавачите каде што ќе бидат сите задоволни, сите страни да бидат задоволни. Не можеме секогаш да бидеме 100% задоволни, нити они, нити ние, но некогаш е добро да почнеме со тие грански колективни договори за да може да се направи еден исчекор во зголемување и на платите и на другите права на работниците во приватниот сектор. Затоа што се сложивме дека повеќе од 10 години веќе ги немаме. Една минута Трендафилов, па Димитров. Се разбира дека колективното договарање е многу важно преку општите, па гранските и колективните договори на ниво на работодавач, но денес како го имате намера на поединци да го суспендираат колективното договарање, односно да се укина општиот колективен договор, да се укинат некои грански колективни договори кои имаат далеку поповолни права од други, да се елиминира колективното договарање на ниво на работодач, иако таму сме најуспешни и колективен договор на ниво на работодач ги знае спецификите и можете да ги решите сите проблеми и за работодавачот. И тоа најчесто во приватниот сектор склучувањето на тие колективни договори значи зголемување на платите над 10.000 денари онаму каде што сме синдикално организирани, но тоа што е огромен проблема за кој никој не зборува, колегата зборува за приватниот сектор, за јавниот сектор не зборува, е тоа што во Законот за административни службеници се бриша секаде кај што пишува колективен договор. Правата на вработените во јавниот сектор утврдени со закон, посебните закони и колективните договори. Денеска доека тераш слободен популизам, ние од Сабајле бевме собрание, со мнозинството пратеници разговаравме, тоа е останато во законот, изгласен е законот, не информира се никој што правите нешто за работници. Во Законот за административни службеници, тоа што е најопасно е тоа што и во Законот за вработените во јавниот сектор, можноста за преговарање за плати
е изземена со колективен договор, туку само може да се преговараат додатоци на плати. Важечкиот закон за административни вработени во јавен сектор и од тука се гледа и намерата во наредниот период и на работодавачите во приватниот сектор, затоа што тие токму го следат ваквиот негативен пример. Инаку во делот на гранските колективни договори најголемиот проблем беше затоа што мора да биде искрен и председателот Ангел, има проблем со регистрацијата на одредени здруженија во одредени дејности, зашто се заврши тој процес пред некоја година, но од друга страна кога вие гледате дека државата одбива да склучува колективни договори, бар укинување на колективни договори, мотивот кај работодавачите во приватниот сектор е далеку помал од тој на државата и затоа ние како ССМ веројатно во наредниот период овие месеци ќе протестираме и ќе штрикуваме. Идеме 60 секунди. За јавниот сектор не би зборувал, ќе зборувам за приватниот сектор. Значи, социјалниот диалог и колективното преговарање е многу добра алатка за превенирање на одредени конфликти и така натаму и во компаниите, па и во општеството. Но за да се случи колективен договор треба да се има прво почитување помеѓу партнерите и да се има спремност за компромис, бидејќи не може да го гледате само вашиот интерес. За жал, последните десетина години не сме случили ни еден колективен договор на ниво на гранка, а и општиот колективен договор за стопанство не успеавме да го менеме, иако седнувавме неколку пати со ССМ, особено во време на корона кризата, бидејќи тие беа цврсто закопани во своите ровови и не ценеа што значи работодавач во организација на работодавачи во некое здружение. Значи тој работодавач е спремен да даде поголеми права него она што се во законот. Затоа што со колективен договор можеш да дадеш само поголеми права од она што ги има закон, не можеш помали права да дадеш. Но одредени грански синдикати не покажува спрема нашите председатели на гранки одредена почит, дуку кога седнува на маса ги вреѓа и омаловажува и автоматски вие не може да продолжите со таков диалог. Значи мора да созреваме сите како општество да се почитуваме повеќе за да може да преговараме. Добро, така било. Затоа ве прашувам, сега има ли расположение или не во приватниот сектор? Па има, ние никош не сме рекле не. Но знаете, пак ќе кажам, ако гледаме дека другата страна е закопана во своите ровови, да речеме, ево, само еден пример на крај ќе завршам со ова. Ако ние разговараме сега за работа од дома, за време на короната, и ако синдикатот инсистира дека работодавачот не смее да му влезе во домот на работникот, а од друга страна треба да му обезбеди безбедност и здравје, треба да му обезбеди опрема, да му ја даде, со кој ќе работи работникот, а не смее да влезе во домот. Значи заштита на домот и така натаму. Тоа се невозможни мисии. Значи вие ако треба да обезбедите на работникот да го заштитите здравјето и безбедноста, ако нема исправни штекови и така натаму да го фати струја, како можете да му забраните да влезе на? Ова е само еден пример. Значи во шта би било, што би било, мораме да се почитуваме меѓу себе и мораме да работа е сосема друго. Видите, секој договор и не само колективни преговори е компромис. Мора секоја страна по нешто да изгуби, за да може да се случи колективниот договор. За жал не истече времето, ви благодарам на присуството. Благодариме на можност. Ви посакувам успех на 22 на состанокот на економско-социјалниот совет и се надевам дека ќе имате поблиски ставови и разбирања отколку денес вечерва во емисијата. Тоа беше се за вечерашната емисија Топ тема. Уште еднаш ви благодарам за присуството. Останете на програмата на телевизија Телма.